тело во Европа. Би сакал неколку поенти околу првата точка, она околу дефинирање на македонски национални интереси. Јас би го закатнал вака прашање, пошто и Страшко го наметна малце. Околу системот на уредување на државата, ние во моментот не знаеме дали сме република, односно републиканско уредување, не знаеме дали сме граѓанска држава, дали сме национална држава. Тоа е некако оставено како у позадина на сите дебати и во таа нејаснотија, во тоа сивило се носат политички одлуки кои што се некој сурогат од недефинирани политички ставови, политички правци во кои што треба да се движи државата. Тоа може би им одговара на непријателите на државата, меѓутоа не му одговара на народот најдиректно. Како координативно тело во Европа на македонците во светот, би сакал да апострофирам дека нашава организација ќе пружи секаква поддршка на било која иницијатива, автохтона иницијатива, дали тоа ќе биде од политичка партија, дали ќе биде од удружение, дали ќе биде од поединци или неформална групација на луѓе кои што ќе се согласат, односно ќе ги афирмираат, ќе ги бранат оние национални интереси кои што се важни и се битни за македонскиот опстој, како сега, меѓутоа така и во иднина. Оние прашања околу историјата за кои што говореше професорот, повеќе од јасно е и на нас самите во Македонија, меѓутоа и на оние што се на другата страна како непријатели на таа историја, дека тоа е така и тоа е факт. Меѓутоа, ние како еден од националните интереси би бил тие историски факти да се на некој начин врежат како историски факт и да се апострофираат во секоја прилика од луѓе кои што се стручни за целава таа работа, меѓутоа и да се доближат на народот на некој начин преку процес на едукација. Едукацијата, она што се вика економија, што се вика правен систем и што се вика на некој начин дури и социјала, ја претходно беше испуштена, затоа што сиромаштијата е присутна на секој чекор во Македонија, значи особено треба да се обрати внимание на социјалата. Се прашања кои што секако треба да бидат врамени во тие национални интереси. Сега, накратко, од практични причини, поништување, односно спротивставување, јас би рекол, за тоа што за да се поништа треба да има реална политичка сила во институциите на системот, спротивставување на оние штетни договори, пред се договорот со Бугарија, за добрососедство со Бугарија, со кој што се разнебитува се што е македонски бит и македонска историја. Меѓутоа, уште повеќе подлабоко во внатре политичките состојби во државата, би рекле, ревизија на криминалната приватизација, тоа е нешто што е, како да кажам, претходница на се ова што денес ни се случува, затоа што народот денеска е клекнат на колена како резултат директно на таа криминална приватизација. Колку и тоа да звучи болно, треба да биде направено. Тоа е наш став како координативно тело во Европа. Понатаму, да се створат услови и да се изработи некој вид стратегија што ќе биде декларативно обзнанета за враќање на македонците од светот во Македонија. Тоа би рекол не да биде она физичко враќање, туку на некој начин да се подобрат, да се унапредат врските на македонците што живеат во светот со матичната држава. Тоа некому во моментот му одговара да биде прекината таа врска и работат интензивно на тоа да го направат. Меѓутоа, како еден предлог за ова наше тело би било да се предочи на таква стратегија која што експлицитно ќе работи во таа насока. Тоа е предвидено во економската програма. Посебни субвенции ќе има посебно за нашите студенти. Тоа е најпредвидено да знаете. Понатаму овде би напомнал, значи спротивставување на сите политички партии кои што работат против Македонија, против македонските национални интереси,
било тоа да биде во делот на финансирањето, што е дефинитивно како подредено, ставена во некоја законска рамка, донесени некои закони кои што не соодветствуваат со потребите на македонскиот народ, финансирање на политички партии кои што работат против македонските национални интереси, тоа е така некоја илузорна состојба која што контрадикторна. И сето тоа го плаќа македонскиот народ. Значи, абсурд кој што е непоимлив во модерна Европа, ако сакаме. Сите ние сакаме, нели, она, велиме модерна Европа, некои правила, некои, она што се вика позитивни пракси, меѓутоа овде во Македонија, која што ја туркаат насила да влегува во тие европски институции, практицираме нешто друго. Така што да се обрне поголемо внимание во тој дел околу финансирањето, затоа што има политички партии кои што се големи, меѓутоа има политички партии кои што се релативно кажано мали, условно кажано мали, и не добиваат ниту денар од тие пари кои што се и така дефинирани во таа некоја законска рамка која што е апсолутно неповолна за интересите на македонскиот народ. Генерално, овој собир го гледам во таа насока, ќе треба подолг временски период за да се дефинираат тие македонски национални интереси, меѓутоа ова е добар почеток за тоа да се направи. Ви благодарам.